пријавената пратеничка или редовите. Продолжуваме понатаму. Втор пријавен за пратенички прашања е колегата Јован Митрески од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Повелете. Благодарам, подпредседателе, почитувани министри, почитувани колеги пратеници. Имам три прашања. Сите три се за министерката за финансии. Почитувана министерке, при дебатата на Комисијата за финансирање и буџет во врска со буџетот за 2025 година поставив неколку прашања. Ниедно не беше одговорено, меѓутоа едно од тие прашања сакам да ги поставам и денес и очекувам дека ќе одговорите. Станува збор за приходите во делот на буџетот кои што секако се планираат врз основа на нив и трошоците, односно така се распределуваат по буџетските корисници. Станува збор за ставката трансфери од други нивоа на власт. Имено во првиот буџет, во буџетот кој што го разгледувавме на Комисијата за финансирање, планиравте дека од други нивоа на власт во централниот буџет ќе влезат над 15 милиарди денари или над 250 милиони евра. Во дополнетиот предлог на буџет, значи после 20 дена, планирате дополнителни 140 милиони евра или вкупно 475 милиони евра. Ако гледаме историски и ако гледаме тоа што е логички и реално, трансфери од други нивоа на власт е од централниот буџет кон другите нивоа на власт. Вие со овој буџет предлагате, предвидувате дека од други нивоа на власт во централниот буџет ќе се слеат околу 475 милиони евра. Ако правиме разлика помеѓу другите буџети или претходните буџети или буџетите од претходните години, тогаш во однос на 2024 година, тоа што било планирано, значи тоа се планирало минус 334 милиони евра, односно 334 милиони евра да одат од централниот буџет кон другите нивоа на власт, сега правиме фантастична разлика од 809 милиони евра. Значи, ваква разлика со дополнет предлог и со тоа што било планирано за 2024 година е 809 милиони евра. Ако правиме разлика со претходните буџети, добиваме со буџетот за 2023-2022 добиваме разлика од над 1 милиарда евра. Ова ствара сомнеш дека приходите не се добро планирани, ствара сомнеш дека при недобро планирани приходи имаме лошо планирање на трошоците. Ако приходите не се такви какви што треба да се, тогаш даваме можност да се ствараат долгови во буџетските корисници и на крај сомнежот кој што се јавува е дека ова се прави единствено да се прикажи лажен буџетски дефицит. Значи да не е тој реалниот што ќе се случи во 2025 година, туку се прикажува со дополнетиот предлог буџет на помал износ. Значи, прашањето ми е, прво, од кои нивоа на власт планирате да во централен буџет се слеат 475 милиони евра или 808 милиони евра разлика од буџетот за 2024 година. Второто прашање е конкретно за Министерството за финансии под програма 60 меѓународни финансии. Со одлуката за прераспределба на средства која што ја гласавме пред неколку дена, планирате дополнителни или зголемување на ставката за договорни услуги за дополнителни над 60 милиони денари или дополнителни над 1 милион евра. Ако го гледаме буџетот за 2024, кој што бил 76 милиони денари, вие со дополнителните 60 милиони денари планирате вкупен износ од 130 милиони евра или 2 милиони 140, скоро 150 илјади евра. Значи, до крајот на годината, за 10 дена, планирате дополнителни 60 милиони денари или дополнителни милион евра. Ако во овој период се зборува за унгарскиот кредит и ако има 300 шпекулации во јавност, ве прашувам, дали овие договорни услуги, дополнителни 60 милиони денари, дополнителни милион евра на ставката договорни услуги, е за банкарски провизии или е за консултантска куќа? Ако е така,
кажете која е таа консултантска куќа, колку износ се исплаќа, дали е за банкарски провизии, ако не, кажете кои се дополнителните 400, дополнителните милион евра на ставката договорни услови. Третото прашање е поврзано со екзистенцијата на граѓаните. Зголемувањето на трошоците на живот е предизвик за се поголем број семејства. Обезбедувањето на потрошувачката кошница со основните прехранбени производи од ден во ден станува луксус. Од друга страна, наместил мерки за реално пониски цени на прехранбените производи, владата донесе мерки, народски кажано, за мачкање очи, тотално неефикасни, односно чист популизм. Се донесоа две потрошувачки кошнички, есенска и сега таа така наречената помпезно најавувана новогодишна, и двете најавени секако со пиар кампањи во маркетите. На крајот цените не се намалија и тоа ги интересира граѓаните. И да потенцира, значи двете мерки ги донесовте на ист начин. Прво им оставивте простор на трговците да ги зголемат цените, па потоа мерките стапуваат на сила. Значи проверката на фактите е многу лесна и едноставна и односно може да се заклучи фактички за кого биле мерките, а тоа сигурно не биле за граѓаните. После првата есенска кошничка голем дел од цените не се намалија, некои се намалија минимално, а за некои производи цените дури и се зголемија. И статистички, ако гледате, и статистиката фактички регистрираше раст на инфлација во месец ноември, 4,3 раст на цени на мало 4%. Впрочем, вие, министерка, и самата кажавте дека оваа мерка не е ефикасна. Тоа и го изјавивте на 10 октомври, како што кажавте, цитирам, никогаш не можам да се согласам со таква мерка. Но тоа што вие не се согласувате, секако не ве изема од одговорност, бидејќи сте член на владата, еден од министрите кои што најмногу треба да се грижи, од кои најмногу зависи и економската ситуација во државата, она што значи фискална политика, односно политика на влада. Со втората новогодишна кошничка направивте фактички нова класична измама на граѓаните. Дозволивте трговците да ги покачат цените, па сега наводно ги намалуваат без притоа да има механизами за контрола и за казна. Фактички класично манипулирање и поценување на граѓаните. Предпоставам дека посетувате маркети, како и секој граѓанин, секако и ние како пратеници, ако не, сигурно добивате информација од граѓаните, следите што е тоа што се случува. Еви јас и синоќа и Сабајле ги проверува. Например, цената на зејтинот од различни компании за 1 литар изнесува, се движи од 92 до 98 денари, а на 1 октомври истата била 83 денари, што значи за 10 дена, за 2 месеци зголемена, са наводно ќе се намалува, ама таа во реален живот, значи зголемување за 20 денари за 2 месеци. Цена на сирење, мешано сирење, 459 денари, иста не променета. Можам, сигурно добивате слика, ако не ќе ви пратам да ги видите како изгледат. Кравјо сирење, намалување, 5 денари, наместо до сега била 430, е 398, за граѓаните не важи ништо. И тоа, да не набројувам понатака, значи реалноста за измамата која што граѓаните ја гледаат во продавниците секој ден е очигледна на сите. Фактички, ова ниту ги решава проблемите на граѓаните, напротив ги дополнува, затоа не ја добивте довербата од граѓаните. Моето прашање за ова, бидејќи кажавте дека не се согласувате со оваа мерка, првата за есенската, предпоставувам дека не се согласувате со ова по таа аналогија и за новогодишната. Моето прашање е зошто не го прифативте законот на опозицијата, тој што го предложивме како пратеници, за укинување на ДДВ на храната, фактички да биде од 5% на 0%. Прашањето ми е конкретно, зошто не го прифативте законот за намалување на ДДВ на основните прехранбени производи? Да ги повторам трите, бидејќи остануваат уште 40 секунди. Првото прашање за вас е од кои други нивоа на власт планирате да соберите плюс 475 милиони евра. Второто е поврзано со унгарскиот кредит во врска со договорните услуги. И третото е поврзано со законот за укинување на ДДВ на храната. Благодарам. Благодарам. Пратеникот
Јован Митрески имаше 3 пратенечки прашања, сите поставени до Министерката за финансии. Повелете, збор има Министерката Димитриевска Кочовска. Благодарам на прашањата, иако морам да признам дека во однос на првото прашање навистина не разбрав ништо и никогаш не сум разбрала до сега кога другите нивоа на власт трансфери прават во централниот буџет. Не ми е јасно, ќе треба написмено точно да ми се обратите, да напишете на што точно мислите, а јас ќе ви одговорам. Во однос на приходите во буџетот, зошто се зголемени? Многу јасно стои во буџетот за 2025 година дека имаме сериозен пристап во борба со корупција и криминал, односно со сива економија. Мислам дека во изминатиот период и Царинската управа и Управата за јавни приходи го покажуваат тоа во пракса. Значи, јас сега нема такво нешто. Кажете ми која приходна ставка е таа каде што стои трансфери од други нивоа на власт да се внесуваат во централниот буџет. Не постои таква ставка. Значи, не може да биде трансфер од други нивоа на власт. Не се разбираме. Пишете го на писмено, ќе го одговориме и ќе ви одговориме, затоа што не може да се случи некој друго ниво на власт да пушта пари во буџетот. Може буџетот на 630 сметка да ги прибира парите. Така да во однос на тоа немам што повеќе да одговорам. Јас кажувам, парите во буџетот се знае по кои основи влегуваат. Имаме по основи на даноци, имаме по основи на придонеси и има неданочни приходи. Во однос на даноците знаеме кои се, знаеме како се наплаќаат, во однос на придонесите знаеме кога ги добиваме платите како се распределуваат директно од буџетот, така да повеќе во однос на тоа не знам кои ви се тие други нивоа на власт. Се знае како оди прибирањето на приходите во буџетот. Ако мислите нешто на расходната страна, тоа е сосем друга работа. Обратете се на писмено во Министерството за финансии, ќе добиете одговор по однос на ова прашање. Но, повторно, она што можам да го кажам е дека приходната страна се зголемува како резултат на нашата отворена борба со сива економија. Повеќе од тоа не можам да одговорам. Благодарам. Пратеникот Јован Митрески, дали е задоволен од одговорот и дали има дополнително пратеничко прашање? Повелете. Благодарам, подпредседател. Станува збор за ставка 741, приходна, трансфери од други нивоа на власт. Во буџетот е на страна 30. Са не знам што не е јасно за економист и министер за финансии. Прашав зошто оваа ставка, која што, например, во 2023 година било планирано 27 милиарди денари да отидат, да се намали ставката, фактички е минусна. 27 да одат во други нивоа на власт. Во 2022 минус 38 милиарди денари, 141 милион, фактички толку минусно да одат на други нивоа, затоа што не одат како трошок, се намалува приходот. Тоа е прашањето. А во 2025 година фантастична разлика. Значи ова не било 805 милиони евра како разлика од 2024 до 2025. Тоа е сомнежот кој што се ствара кај мене. Секако, еве го прашањето, го слушнавте која, ви кажав која е страната, ве прашав од кои други нивоа на власт се планираат приходи во буџетот на конто 741 трансфери од други нивоа на власт. Очекувам писмено да ми одговорите, бидејќи така кажавте, не сум задоволен од устниот одговор. Благодарам. Пратеникот не е задоволен од одговорот, нема дополнително прашање по однос на првото прашање. Преминуваме на второто прашање, повторно одговор ќе даде министер